Во светот на модата обстојуваат оние кои се најхрабри, оние кои имаат визија и оние кои имаат моќ да ги сменат нештата па и преку ноќ. Една од тие дизајнерки кај нас е и модната дизајнерка Олгица Георгиева, која е една од нашите најпознати македонски модни дизајнерки и која што навистина со своите колекции допренесува да се чувствуваме многу поубаво и да внесе визија, раскош, елеганција и сето она што се нарекува модна визија во крајна линија. Имаме честа во Hype TV да имаме Олгица Георгиева и да поразговараме со неа за неколку модни прашања, односно модни теми кои што ги интересираат сите. Јас на Олгица и посакувам добро дојде во Hype TV и ти благодарам што ја прифати поканата. Моле, здраво, како си ми? Здраво, можам да кажам одлично, во креативна фаза некоја која што трае веќе подолго време и ви благодарам на поканата, се радувам што сум ваша гостинка денеска. Ние сме твои гости до душа, во твоето ателие сме и драго ни е што сме во твоето ателие, тука се раѓаат сите креации. Како го чувствуваш ателието? Ателието е место кај што се создава. Тоа е една животна енергија која што мене ме храни веќе многу долго време и се надевам дека ќе трае до крајот на животот. Тоа е моје катче кај што буквално со нетрпение чекам секој ден да дојдам и се уште после толку години работа станувам со истото чувство, така да можам да кажам дека е моето омилено катче во кое што поминувам голем дел од денот. Пред да го направиме интервјуто, кажа и самата дека доволно си исцрпена, меѓутоа ти исцрпи твојата модна ревија, односно модна линија која што ја представи на Моден викенд Скопје и според многумина беше една од најубавите колекции на самиот Моден викенд. Каква беше колекцијата, што содржеше, што те инспирира и зошто толку се измори? Па, тој умор не е само од колекцијата, во континуитет работам веќе подолго време, како почнаа матури, продолжи свадби, период на свадби, после тоа колекција и после завршувањето на колекцијата си продолжив со секојдневни обврски кои што... Нема крај. Нема крај. Нема крај, меѓутоа, ако и да нема крај, убаво е тоа. Секој ден ми е различен, секој клиент е различен, работам со луѓе, така да преку нив исто и учам, и растам, и споделуваме енергија и окей, ќе помине уморот, ќе се одмориме и ништо страшно. Во однос на мојата колекција, оваа колекција представува фактички продолжение на мојата претходна колекција. Претходната колекција беше наречена The Future is Now, а оваа колекција беше наречена The Now, како продолжение и подсетување дека The Now е всушност The Future. Така да повеќе суштинска позадина на колекцијата. Ако ја градиме сегашноста, уствари ние си отвараме пат кон иднината. Така, што ќе направиме денес, од тоа зависи нашата иднина. Меѓу другото сакав и да испратам некаква порака и до сите тие што ќе ја погледнат. Станува збор за елегантна колекција. Низ минативе години во текот на мојата работа сум имала повеќе експерименти, меѓутоа дојдов до фаза во која што, бидејќи јас ова го одбрав како моја животна професија, не сум вработена на друго место, значи ова е тоа што го правам. Работам со луѓе, работам со клиенти, позната сум по дизајнерка која што работи custom made, значи облека по мерка и веќе тука сакал или не сакал, имаш компромис. Со текот на годините, од прилика во зависност од клиентите и луѓето кои што ја почитуваат мојата работа, сум сватила, сум разбрала дека еден одреден правец кој што ним им се допаѓа и заради тоа одлучив да биде покомерцијална. И претходната исто така беше покомерцијална линија на колекција, заради тоа што ќе го направам би сакала да биде носено. Еве некаков компромис во однос на театар, драма, права можеби со костимографиите кои што ги работев во изминатиот период и кои што се надевам во иднина ќе ги има се уште. Станува збор значи за носливи парчиња кои што сепак не можат да се најдат во масовно производство, имаат неколку моменти, детали кои што ги издвојуваат и кои што се препознатливи и преку кои ќе препознаете дека станува збор сепак за дизајнерско парче. Како основа сепак ја задржав жената, ја следам женската фигура,
меѓу другото, мислам дека и во изминативе години претежно се држев до тоа. Значи, жената ми беше на прво место. Дали сметаш дека македонските модни дизајнери се ускратени во можноста да ја прикажат својата целосна визија, она што навистина го мислат да го прикажат преку креации на реви, или тоа е сепак ограничено од финансиски аспект, бидејќи финансиите може би играат неголема улога, или може би нешто друго? Па на крајот од денот мислам дека се сведува на тоа кој како одлучил да работи и да функционира. На никој го не му е забрането нормално да се направи подраматични изгледи кои што нормално ќе бидат интересни, ќе бидат театарски. Меѓутоа, јас и претходно спомнав, сум одлучила професионално да го работам и сум се свртела кон комерцијалниот момент и гледам дека тоа функционира, меѓутоа не мислам дека немаат простор да се искажат, ако одлучиле дека таков тип на облека ќе прават, мислам дека имаат простор. Се лична одлука мислам дека е. Не е забранета уметноста, а не е ограничена и не би требало да биде, зашто нели секогаш треба да биде со отворен поглед на свет, така да се е лична одлука. Дали сметаш дека масовната продукција, односно брендовите кои се презентираат кај нас, до некаде влијаат и на креациите, односно на македонските модни дизајнери и нивната продукција? Секако дека влијаат не само во Македонија, генерално на целиот светски пазар во одреден правец, нормално. Малку е тешко да се бориме со тоа масовно производство, затоа што тоа по автоматизам нормално станува збор за сериско производство, многу поевтино, затоа што многу често се случува, пример, јас пошто работам облека по мерка, значи многу често се случува материјалот да кошта можеби и 3 до 5 пати повеќе отколку некоја парче облека која што може веќе да се купи во продавница готово. Така да секако дека е предизвик за работа, меѓутоа мислам дека сепак има луѓе кои што знаат да почитуваат, знаат да препознаат, кои што веќе се индивидуи изградени, кои што на некаков начин не дека имаат проблем, меѓутоа можеби се коси со нивната личност, па сакаат да бараат нешто поавтентично. И така да низ годините некако сум направила некаков круг, еве конкретно за мене ќе зборам, на луѓе кои што токму тој момент на масовност не им се допаѓа и си бараат опција плюс која што можеби ќе купат базични парчиња, меѓутоа каде што ќе треба да има малку повеќе оригиналност, ќе се обратат кај дизајнери за некоја парче плюс, поексклузивно. Почна сама си го изгради ателието, сама го изгради брендот, веќе скоро 20 години можеби трае твојот бренд. И драго ми е заради тоа, бидејќи си една од ретките македонски модни дизајнерки која што во континуитет презентира нови колекции и токму тоа е оно што се бара од модните дизајнери во крајна линија, да презентираат оно што е ново и свежо и да презентираат постојано, бидејќи ако не презентираш ќе бидеш заборавен во крајна линија. Како успеоле да го задржиш континуитетот сите овие години, бидејќи знаеш дека сме обкружени со пирани, посебно кај нас? Може би треба да сум благодарна на сама себе затоа што влегов во оваа приказна без компромиси. Едноставно влегов, се посветив. Во целиот овој пат имаше се и се што. Не беше едноставно. Некаде исто спомнав, многу често се случувало да имам колекции и ревии кога најмалку сум била и расположена и најмалку креативна, меѓутоа некако сум собрала сила и сум ја направила таа колекција и се можеби не била најидеална, не била во мое најидеално издание, меѓутоа сепак тој континуитет јас некако сум го задржала. Вербата во ова што сум го почнала, јас во ниеден момент до ден денеска и покри сите предизвици не сум рекла може би требаше нешто друго да работам. Значи не, ова е патот. Константна сум. Неколку карактеристики сигурно кои што ме одржаа во сите овие години. И сега од оваа дистанца, да, сега е полесно, нормално, веќе и самата приказна позади тебе, работи за тебе. Меѓутоа, кога ќе си го вратам назад филмот, да, имало многу предизвици и понекогаш полесно сум се справувала, понекогаш потешко. Благодарна сум на сите тие предизвици, изградиле голем дел од мене како личност, не сите овие години. И
ете, го продолжувам тоа патување, сигурно и понатаму ќе има предизвици, ама и самата возраст веќе, мојот пристап кон работите е поинаков, стресот веќе е поинаков, може би не сум толку компромисна, не допираат може би толку работите до мене, компромисна во смисла на луѓе, на ситуации, така да, интересно патување во секој случај, не благодарна сум, целосно. Интересно исто така за тебе е она што твојата визија можеш да ја види и Словенија и Австрија, конкретно Љубљана и Виена. Зашто всушност се работеше? Знам дека правеше костими за таму. Така. Значи, јас работев во Грција, Словенија, Австрија и последната костимографија ми беше за балетската представа Пепелашка во Букурешт. Едноставно, кога треба да се случуваат работите, се случуваат. Првата костимографија беше тест на кој што поминав и таа костимографија фактички ми ги донесе сите наредни. Може би и јас како дизајнер многу се променив после тие настани, заради тоа што кога производот си го мериш на еден пазар, не си толку реален. Не знаеш колку ти се можностите, не знаеш колку е вредноста, не знаеш. Цело време го имаш прашањето дали. Кога излегов на овие пазари, може би се мерев две работи. И јас како дизајнер и мојот производ. И сватив дека уствари ние овде сме доста подковани и од тој момент па наваму сосема поинаку пристапувам и сосема поинаку гледам на, барем кај себе лично, еве, на тоа што го создавам и што го правам. И може би со многу повеќе респект и со повеќе почитување за разлика од порано, затоа што гледам дека не само производот и ние како уметници супер поминуваме, затоа што често знам да кажам, ние сме мултитаскинг, подковани сме од повеќе аспекти. Тука морам да те прекинам, токму тоа, значи македонските дизајнери, грото од македонските дизајнери прават буквално се. Не е само да се презентира и нацрта креацијата, туку и местење на столчиња, штендери, буквално се. Во странство веројатно го осети тоа, значи леснотијата на патот кога поминува дизајнерот, дека тој не треба да работи 5 работи одеднаш, туку она што му е фиксна и примарна работа. На почетокот бев помалку збунета и имав чувство дека не работам ништо, затоа што тука, кога сум во Македонија, многу аспекти од мојата работа покривам и сум инволвирана во многу голем дел од процесот. Кога отидов таму, буквално, мојата обврска беше така како што би требало да работи еден дизајнер. И некако цело време имав потреба да се инволвирам во целиот процес, сите други луѓе што работеа, како и јас да бидам присутна во тоа, како додадена вредност еве на ова што го правам. А од друга страна пак исто потврда за тоа беше последната костимографија во Букурешт. Многу кратко време имавме за да ја спремаме, заради тоа што претходно почнавме да подготвуваме друга представа, меѓутоа во последен момент се одлучија дека ќе ја променат и многу кратко време имавме, да не речам месец и пол, 2 за комплетна реализација, и кога отидов таму сватив дека и плюс беа празници и сватив дека немаме воопшто време и дека јас сакала или не сакала морам да се инволвирам во целиот процес, така да буквално го изменаџирав сето тоа со моја работа во целиот процес и на крај имаше луѓе кои што работеа таму, кој што прво работно место им било и веќе се пензионирани и си хонорарно си работат од љубов. Нивниот коментар беше се уште до сега не дошол некој да работи овде вака, на ваков начин, затоа што најчесто доаѓаат со фотографии, скици и оставаат на луѓето кои што си се задолжени за сето тоа. Така да мислам дека може би треба и повеќе да се почитуваме, тешко е, многу е тешко да се функционира на пазар како нашиот. Меѓутоа, јас позната сум како човек кој што на секогаш му е полуполна чашата, јас сум со позитивен пристап кон животот. Мозокот во исто време не е способен и позитивно и негативно да размислува. Јас сум го одлучила тој пат и секогаш гледам од минимумот да го извадам максимумот.
И можеби во последно време, колку и да не се убави работите, точно поради таа работа се помалку сакам да критикувам. Едноставно, сваќам дека треба човек да извади максимум од средината во која што живее. Дури сега пак и светот е многу повеќе отворен за се. Ако некој се смета за способен и има желба да го тера тој пат слободно, отворен му е патот и пазарот, може да си проба и на други пазари, не мора да е македонскиот. И валјда се е избор. Сите сме ние многу различни и добро е тоа што сите дизајнери во Македонија имаме различен дизајнерски израз, има место за сите. И само работа и посветено, затоа што оваа професија е како да не речам доктор. Значи, треба луѓето прво да ја стекнат довербата за да ти ја дадат. Не може само јас да кажам јас сум дизајнер, да не знам од кај да почнам во однос на ова што ќе го работам. Значи, мора да го владеете целиот процес. Многу често се случувало млади девојки ќе дојдат да работат, да побараат работа и коментарот многу често бил, ама само на хартија. Така да, оваа работа со раце, со материјал работите, создавате од парче материјал, магија, уметност, некој тоа треба да го стави на своето тело и мислам дека треба човек отворен да биде, како и да е, во секој случај. Да не бидеме негативни, да критикуваме, мислам дека треба да биде позитивен. Од ова денешна дистанца, што мислиш за македонската модна сцена? Сепак, еве, јас и ти долго бевме инволвирани, ти се уште си нели инволвирана. Меѓутоа, нашите почетоци, бидејќи морам да кажам дека заедно почнаме во овој моден дел, сепак тогаш се развива нештата со поинакво темпо, а денеска е правецот сосема друг. Што мислиш, еве, каква е сцената на тој план денес? Модно. Да бидам искрена, јас малку можеби ментално се исклучив со овие проекти, пошто во континуитет ми беа некои 4 години во линија вака, малку се исклучив од тој модниот свет, од аспект на модни реви. Гледам дека се појавиле нови дизајнери, тоа е супер, треба да има. Меѓутоа, и меѓу другото и модата е променета и многу е поедноставна, многу е поминималистичка можеби. Мислам дека малку повеќе треба да се работи на креативност, на истражување, на експериментирање, кога е помлад дизајнер, нормално, после тоа веќе ќе си го преку работа многу често ќе си го најдеш својот пат. Не можам премногу да зборам затоа што не ги познавам сите дизајнери, за да можам да направам една слика од тоа што можев сега да погледнам што се случуваше, меѓутоа верувам дека има и други дизајнери кои што се уште не се представиле и меѓу другото функционираат. Секое време си носи своји одлики. Најверојатно ова е време такво какво што е бунтовно во цел свет. Нели знаеме кога сме учеле дека модата многу често е предвестник и на многу историски настани. Така да сето тоа секојдневие околу нас што се случува влијае и на креативноста, особено влијае. Не знам, можеби некој знае да се инспирира од тешки животни ситуации, меѓутоа сепак за ослободена креативност треба да биде така слободно се. Дали е тешко да се наплати македонскиот дизајн, еве конкретно твојот дизајн во денешно време? Бидејќи нештата се променија токму со масовното производство, дали имаш осетено такво нешто? Па, луѓето, куповната моќ на луѓето во нашата држава се знае, лимитирана е. Конкретно за мене ќе зборам, сум направила некаков компромис, некоја цена прифатлива за повеќето поголема маса на луѓе, која што можат да си ја дозволат, не е нешто драстично поскапо од некои брендови кои што циркулираат на нашиот пазар, меѓутоа од друга страна па бидејќи работам облека по мерка, многу често доаѓаат најчесто доаѓаат за одредени прилики, меѓутоа имам клиенти кои што веќе си имаат дефиниран стил, кои што се доаѓаат за секојдневни парчиња, така да и цените ми се така разграничени, има одредена цена за свечени фустани, тоалети, венчаници, одредена цена за нешто што е посекојдневно. И не мислам дека е нешто премногу различно, можеби треба тука
менталниот склоп на луѓето кои што меѓу другото сакаат дизајнерски парчиња. Може би треба некоја едукација, ама не едукација наметната, да им се наметне на луѓето дека сега ние сме дизајнери од Македонија, мора да не подржат. Не, туку напротив, да имаат големина, да се отворат, да погледнат дека и дизајнерите во оваа држава знаат и способни се да креираат, да направат убави парчиња, кои што слободно можат да се носат со светски парчиња и да си го испочитуваат тоа што е свое, што е дома. Повеќе едукативен можеби треба да биде аспект тоа прикажување на нашите дизајни и прифаќање. Обично како и секогаш знаеме да го минимизираме нашето, а да го истакнеме друго. Така, да. Не знам, можеби јас дека оваа работа ја работам, не сум човек кој што оди по продавници и купува облека. Ми се случи пред некое кратко време, бев во некои продавници, сакав нешто да купам и едноставно немав трпение ни 5 минути да поминам во продавница и не беше тоа ништо што сакав да го имам. Можеби дека така сум израсната од дете, значи сум живеела во занаетчиско семејство, кај што секој пат сум можела да си и тоа не било секогаш скапо, значи сум си купувала материјали кои што за многу пристојни цени можеш да ги купиш и меѓутоа дизајнот. Сега јас сум, да речеме, уметник, мојот пристап кон дизајнот е сосема поинаков, ама кога има нешто приказна, јас сум секогаш за тоа, да има секогаш приказно, да има секогаш зошто си го направил тоа. Па дури и облеката, најчесто, пошто тоа е првата реченица што ја кажуваш, збор од тебе што излегува без да кажеш ништо, било што. Така да. Вика дека облеката е 50% од личноста, односно оддава за личноста каква е и што е. Јас би те прашал, што носи Олгица Георгиева приватно? Јас сум многу минималистички тип и тоа ми се познава, мислам, и во создавањето, го сакам минимализмот како правец. Многу сум едноставна, чисти линии и се забележувам дека вака дури кога гледам нешто во весници или да речеме светски дизајнери што искреирале, прво се фаќам за тие наједноставни чисти линии, така да и секојдневието ми е такво. Порано можеби носев повеќе боја, меѓутоа сега во последно време така гледам дека почисти бои, не мешам премногу. Сега денеска сум да речеме пошарено облечена, меѓутоа сега можеби само ги намалив боите. Не, прашањето ми беше дали носиш твој дизајни. Да, секогаш. Да. Не е тоа од аспект на его или нешто. Не, туку напротив уживам во тоа. Немам многу време за себе, тоа е непишано правило, нормално. Меѓутоа, да, од секогаш. И дури затоа реков, отидов во продавница и немам мерак да купам. Сакам да дојдам јас да си го создадам, да знам дека тоа што сум го направила има приказна и со моја енергија е направено, знам дека јас ќе го носам, не сум мерак. И многу често ми знаат клиентите да ми кажат, тоа што ти ќе ми го направиш, си го чувам за прилики, кај што треба нешто што им е значајно да си го облечат, затоа што најверојатно луѓето чувствуваат кога работиш со љубов и мислам дека тоа се повеќе ми е изразено. Како поминува време, како стареам, така гледам дека се поприсутно сум во ова што го правам, особено за други луѓе кога работам. И го давам максимумот, кога сум нервозна, не работам за никој. Знам да свртам еден круг, да се прошетам, па тогаш да продолжам, така да комплетно сум посветена на ова што го работам. Токму тоа беше следното прашање, како се одмараш од сето ова, бидејќи бара и сила, и креативност, и вложувања, и финанси, и емотивна исцрпеност, и физичка исцрпеност. Луѓето кои не знаат што значи моден дизајнер, навистина не можат ни да знаат што значи во вистинска смисла. Меѓутоа, ние пробуваме да ги решиме тие табуа или да дадеме одговори. Како ти се релаксираш приватно? Што правиш? Имаш ли начин, вентил некој каде што можеш да се искажеш онака слободно целосно, да не мислиш на мода? Така. Најверојатно веќе стана составен дел од мене ова и сваќам дека оваа создавачката енергија фактички ти креира животна енергија. Тој момент од креативниот процес на дизајнот воопшто не ме уморува. Можеби повеќе ме уморува тој амалскиот дел кој што морам да го истрчам, да завршам некои работи. Порано имав помалку време за приватен дел, меѓутоа сега свесно си го дозволувам, иако оваа недела нели се насмеавме дека не сум во можност, меѓутоа гледам да имам некое нормално време, остатокот од времето
се што ми исполнува, сакам да прочитам книга, сакам да пешачам, сакам да патувам кога можам, да се видам со драги луѓе, така да, како и секој нормален човек, пробувам колку што можам да го избалансирам тој дел. Иако морам да признаам дека можеби и во измина, ако ги земам сите овие години, најмногу енергија ми трошило тоа што сум трошила многу работни сати на работа и како го намалив тој работен ден, сега сваќам дека се е во ред. Може, кога ќе заврши работниот ден, дури немам ни потреба да одмарам. Не сум уморна, не знам, го немам тоа чувство. Кога сум била помлада, дури сум имала чувство дека сум поуморна. Сега сигурно дека и веќе сум зрела, знам што сакам и тоа одзима многу енергија, не се приспитувам по 100 пати дали треба нешто или не треба, не правам непотребни компромиси и тоа трга дел од непотребна енергија, така да на крајот од денот сум ја одбрала професијата што ја сакам и јас сум еден среќен човек, многу голем дел од денот посветуваме на работа и значи тој дел ми е буквално вака тргнат на страна. Од кога сум се родила до ден денес не сум имала вака сомнеш дали треба или не треба. И кога ќе направите свесен избор во животот, најверојатно и не е ни умор. И на крај, ќе те навратам на почетокот од интервјуто, ја спомнавме твојата предпоследна колекција The Future is Now, меѓутоа јас, иднината е сега, јас ќе те прашам како се замислуваш себе си за 10 години? Знам дека е прашање за мис, меѓутоа, можеби, не знам, имаш некаква замисла, па и креативна. Јас во моментот никако не се замислувам, да бидам искрена. Порано планирав, бев човек кој што сакаше да си направи на крајот годината план за цела година, имаше вака планови. Меѓутоа, една животна ситуација ме натера да размислувам поинаку и од тогаш па наваму никогаш повеќе не направив план долгорочен. Да, имам слика некоја груба како би се одвивало, меѓутоа тоа е една работа, а втора работа само реков дека ќе го живеам. Затоа е и колекцијата наречена The Now, да се живее во сегашниот момент и навистина така живеам и функционирам и сум тотално отворена да ми донесе иднината тоа што мене ми следува, не знам како да кажам, едноставно да бидам јас и немам планови. Тоа е работата, во однос на работата, тоа е работата што ја сакам во наредниот период што следува, да инвестирам во себе, да ги гледам сите можности, каде можам, каде не можам, што можам повеќе од себе да дадам во приватниот живот исто така. Така да немам планови, навистина немам планови. Оле, ти благодарам многу за ова прекрасно интервју и те посакувам многу успех понатаму во кариерата. Фала ти, благодарам на поканата.